Тетово, градот со длабока и богата хорска традиција, повторно нуди повеќе гласен одек во музичките меридијани. Веќе неколку месеци функционира новиот градски мешан хор Балтепе, со кој раководи диригентката Јасмина Ѓорѓевска-Каро. Да се спојат воедно големиот број на љубители на хорската музика во родниот град е нејзин предизвик кој се родил сосема случајно. Од септември месец го формиравме Тетовскиот градски мешан хор Балтепе. Идејата за формирање на овој хор дојде сосема случајно на една неврзана седенка, кога во таа седенка имаше луѓе кои иницираа, значи граѓани од Тетово, да се формира некој ваков состав од овој вид, затоа што на градот, бидејќи со долга хорска традиција, му недостига ваков вид на состав од мешан хор. Така да јас размислував сериозно за тоа и негде во август месец објавив аудиции и во септември започна аудициите и не бев искрено скептик. Верував дека ќе има заинтересираност, така да заедно со членовите кога се заврши аудицијата, одлучивме да функционираме и овој хор веќе го официјално направивме здружение на граѓани и еве веќе 5 месеца активно работиме. Широк е спектарот на музички мелодии кои ги исполнува хорот Балтепе. Составот е формиран од 20 хористи, пред се возрастни жени и мажи. Имавме 2 настапи во меѓувреме, бевме гости на отварањето на 100 годишниот јубилеј на Љуботен, планинарскиот клуб. Имавме еден настап во музеот на македонска борба. Бевме гости на градскиот мешан хор Вардар, кој славеше 25 годишен јубилеј. Околу видот на музика како се вежба, Со оглед на тоа дека станува збор за аматерски хор, мада имаме и неколку професионални музичари, репертоарот е многу внимателно избран и се трудиме да ги опфатиме сите класични музички стилски епохи, започнувајќи од ренесансна музика, духовна, православна, негро-спиритуали, а најголем акцент се разбира даваме на македонското музичко хорско творештво. Некој со помало, некој со поголемо музичко искуство, но заеднички за сите е желбата за исполнување на ваков вид композиции. Со музиката сум од кога знам за себе, меѓутоа од аматерски аспект. Ја и денеска кога сум на работа слушам 8 часа музика, радио ми свири позади. Дома од почетокот и сега седиња, касети од различити жанрови. Сега во последно време YouTube активен и така натаму. Иначе од аспект на хорско пеење, мојата баба по татко пеела во тогашниот хор во бивша Југославија Бинички. Мојата сопруга е активен хорист со години во тетовските женски хорови. Хористите велат, постои нешто магично во моментот кога десетици различни гласови се во единствена хармонија. Освен спојувањето на гласовите, запознавањето со музиката, хорот не е само група на луѓе, туку додадена вредност во животот. Процесот на учење на песните, процесот на дружење, процесот на осознавање на нови нешта во хорската музика за мене е ново и уживам во тоа. Едва чекаме да дојдеме на пробите, барем јас. Малце сме на група помалечка што знаеме добри да се зезаме на пробите, меѓутоа длабоко сме посветени на работата, сакаме да успееме и едноставно уживаме во целиот процес. Уживам јас. Не ми е битно дали сум на сцена, мада 2 сцени сум имал за неколку месеци сега јавни, ама битен ми е процесот и осознавањето на нови нешта од хорското пеење, нови луѓе, нови настани и така. Престојат динамични денови за хорот, затоа што се предвидени 10 концерти низ Македонија. Првите 2 концерта ќе бидат пред Великден, значи и
така е насловот пред Великденски концерт, односно Великденски концерт насловен, ќе бидат во општините Брвеница на 4 април, во општинската сала, а на 5 април ќе биде во Пештер, во општина Јегуновце. Тоа ќе биде атрактивно место за посета на поширока публика, па еве еден апел сите љубители на хорската музика да повелат на овие два настани. Ќе следуваат концерти во Скопската населба Ѓорче Петров и Гостивар, како и во Тетово. На лето во август хорот ќе патува и на меѓународен натпревар во Црна Гора.